Владата ги слушнала барањата на семејствата на загинатите во дискотеката Пулс, а премиерот Мицковски денеска одговарајќи на новинарско прашање на телевизија 24 во врска со еднократната помош која беше едно од барањата на родителите по примерот на модуларната болница во Тетово, посочи дека владата како и досега и натаму ќе има слух и ќе се обиде да излезе во пресрет на ваквите барања. Апсолутно немам никаква дилема дека ние како влада правиме и ќе правиме се што е потребно за да се помогне во тој случај, да се ублажи болката која што е неизмерна, неограничена, голема. Иако се бараше и формирање на анкетна комисија во рамките на законодавниот дом, премиерот ова прашање го адресираше до народните избраници, но сепак посочи дека треба да се даде малку време и на судскиот процес кој почнува и да не се избрзува по секоја цена. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН и денеска посочија дека се уште нема таква иницијатива. Видите, немаме разговарано се уште на тема, значи немаме изградено став, меѓутоа она што е најважно во моментов е дека овој процес е во рамките на обвинителите, во рацете на обвинителите, односно на судиите. Она што го поддржуваме, тоа е правда. Најмалку што би сакале е да политизираме на овој случај, така да, еве, тука би завршил со овој коментар. Телевизија 24 контактираше и пратеничката група на СДСМ, од каде кратко велат дека немаат ништо против формирање на анкетната комисија. За оваа тема се дискутираше и претходно, и ние како пратеничка група немаме ништо против да се формира едно вакво тело во рамките на законодавниот дом. И Јована Мојсовска од Левица на својот Facebook профил напиша: Власта е на потек, надзорна расправа за трагедијата во Кочани мора да се одржи, а тоа го ветуваа пратениците на ВМРО ДПМН. Во сите нивни изјави и медиумски настапи пред неколку месеци пратениците од власта тврдеа дека надзорна расправа ќе има штом се поднесе обвинителниот акт. Семејствата на загинатите во трагедијата во Кочанската дискотека викендов протестираа во Скопје и пред Кривичниот суд. Повторно ги изнесоа своите барања срочени во неколку точки кои претходно ги изнесоа и во гостување на анализа на телевизија 24. Судскиот процес почнува за 2 дена, односно на 19 ноември. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски најави дека обвинението ќе го застапува тим од околу 15 обвинители со веќе утврден план за нивната координација. Дел од нив се истите што застапуваа и досега. Обвинението, поднесено во јуни годинава, опфаќа 34 физички и 3 правни лица обвинети за тешки дела против општата сигурност. Меѓу нив се и тројца поранешни градоначалници на Кочани, 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување, 5 државни службеници, генерален секретар и 2 помошници министри за економија. Прво обвинети се 3 одговорни лица и собственици на фирмата, чија подружница била Кабарето Пулс. Покрај главниот предмет се води и посебна истрага против 13 полицајци поврзани со случајот, кој се одвива побавно поради одложени сослушување на сведоците.